Апсолутно не. Премиерот Зоран Заев, денеска коментирајќи го законот за јазици, рече дека тој е согласно уставот и дека нема да има двојазичност на сите институции на целата територија на Република Македонија. Според него, со законот само ќе се унапредат некои практични потреби на граѓаните кои досега не им биле овозможени. Законот е согласно уставот, онаму каде што има практична потреба и уставот тоа го дозволува, самиот закон и така ќе се реализира. Јас преку законот гледам навистина отстранување на некои потреби кои што досега биле присутни кај граѓаните, а не биле овозможени. Тоа е унапредувањето на употребата на јазиците во Република Македонија. Пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски пак реагира дека власта ставила европско знаменце на законот за јазици за акт кој е на Советот на Европа наместо на Европската унија. Тој во телевизиска дебата објасни дека деловникот пропишува дека ако се стави европско знаменце, мора во образложението да има дека е акт на Европската унија, односно на европската регулатива. Одговорот на власта беше дека се повикуваат на Европската конвенција за малцински јазици и права, но според Димовски, покрај тоа што Македонија нема ратификувана оваа конвенција, не е право на Европската унија, туку е акт на Советот на Европа, што е сосема различно. Македонија како земја кандидат за членство може да стави европско знаменце на закони и регулативи кои се однесуваат на прилагодувањето на европското законодавство со тоа на ЕУ. Во таков случај се скратува времето за расправа. Тоа според опозицијата се обидува да го искористи и владеачкото мнозинство и законот да биде протнат како европски. За време на посетата на Македонија и комесарот Јоханес Хан укажа дека законот за јазици во моментов не е приоритет, туку дека владата треба да се посвети на реформите. Бранејќи го донесувањето на законот за јазици, председателот на собранието Талат Џафери во интервју за Белградска политика рече дека со законот за јазиците нема да се загрози унитарниот карактер на Македонија или пак на македонскиот јазик. Од ДУИ исто така се убедени дека законот за јазици ќе биде донесен најдоцна до јануари.